Беше тоа на 25 март 1860 година, кога на традиционалниот конкурс за поема, што се одржа во Атина, македонскиот писател Григор Прличев доби Ловаров венец за поемата Сердарот. На 25 март 1873 година во селото Осој Дебарско е роден Нестор Алексиев Мирчевски, последен од големата тајфа македонски резбари. Зад себе оставил големо дело кое може да се сретне во резбарските иконостаси во Македонија и во други балкански земји. Во 1939 година ја освоил првата награда на светската изложба на уметничко занаетчиство во Берлин. Умрел во Скопје на 17 јули 1969 година. Беше тоа на 25 март 1884 година, кога во селото Селци Дебарско е роден Арсений Јовков, македонски револуционер и публицист. Учествувал во Илинденското востание во 1903 година и напишал поема за него. Како емигрант во Бугарија, го редактирал весникот Илинден и објавил голем број статии во него. Тој бил првиот македонски филмски сценарист, според чие сценарио во 1923 година е снимен документарниот филм Македонија на филм. На зверски начин бил убиен од агентите на Ванчо Михайлов во крвавите горноџумајски настани на 14 септември 1924 година. На 25 март 1902 година загинал Методи Патчев, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член, раководител и војвода на македонската револуционерна организација. Откако на селскиот празник Благоец дошол со 6 соборци во Кадино село Прилепско, за да покрсти нови членови за организацијата, бил предаден и обкржен од турскиот аскер и Башибозук. Нерамноправната јуначка борба траела се до моментот кога на четниците им снимало муниција. На повикот од аскерот да се предадат, одговориле дека македонски борци не се предаваат и Методи Патчев и неговите соборци со последните куршуми извршиле групно самоубиство. На 25 март 1911 година во селото Долднени, Прилепско, е роден господин Ангелари, поглавар на Македонската православна црква, архиепископ Охридски и Македонски. Загина во сообраќајна несреќа на патот Прилеп-Велес во Драновската клисура на 15 јуни 1986 година. Беше тоа на 25 март 1991 година, кога Советот на Струшките вечери на поезијата, за добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата за 1991 година, го прогласи Јосип Бродски, поет, дисидент, нобеловец, советски писател кој живееше во Соединетите Американски држави. На 25 март 1992 година, согласно договорот подпишан меѓу председателот на Република Македонија Киро Глигоров и генерал Благоја Аџик од ЈНА, меѓу останатото си заминаа старешините и војниците на ЈНА од Велешката касарна Алексо Демниевски Бауман. Касарната ја преземаа припадници од територијалната единица. Беше тоа на 25 март 1993 година, кога починала Борка Аврамова, македонска вајарка. Дипломирала на Академијата за ликовна уметност во Загреб во 1953 година. До 1960 година действувала во Скопје, каде што во 1954 година имала самостојна изложба, прва самостојна изложба на македонски вајар. Изложила портрети со етнографски обележја, но и со модерна форма и без класични анатомски пропорции. Починала во Загреб. На 25 март 2000 година е основан Демократскиот сојуз. Беше тоа на 25 март 2001 година, кога Тетовското кале беше освоено од страна на армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи. На 25 март 2014 година во Скопје почина актерката Мери Бошкова, една од доајените на македонското глумиште.
Бошкова ќе остане запаметена по насловната улога во првиот македонски долгометражен филм Фросина, како и во првата македонска филмска комедија Мирно лето. Она што најмногу ја одвојува и пошто ќе се памети Бошкова е улогата на Живка во комедијата на Бранислав Нушиќ, Госпоѓа министерка, која ја играше на сцената на Македонскиот народен театар во Скопје. Освен во театарот, Бошкова беше активна и во радиодрамите, ТВ драмите, како и на филмот. Нејзина последна улога беше во филмот на Димитрije Османли Ангели на отпад, добитничка на најголемите призанија во нејзината богата актерска кариера. Награда 11 октомври, награда за најдобро актерско остварување на Македонскиот театарски фестивал. И Стериината награда за најдобро актерско остварување на фестивалот Стериино позорја, како и наградата на град Скопје 13 ноември.